2018 не е планирано да биде изборна година, но можно ли е тоа да се случи како последица веќе на оваа криза со законот за јазици? Следното моje прашање до гостите Имер Селмани и Кржаловски. Кржаловски, што мислите вие, можно ли е сета оваа ситуација да ескалира и до тоа ниво? Ништо не е невозможно, иако мислам дека никој не сака, дури ни ВМРО-ДПМН додека не се консолидира, а уште помалку владачкото мнозинство, иако можеби со логика дека ќе се зголеми мнозинството и ќе се добијат доволен број пратеници за промена на уставот без согласност на ВМРО-ДПМН. Но тоа може да биде меч со две острици од барем две причини. Цела констелација на спорот со името е базирана на тоа дека нема избори ни во Македонија ни во Грција оваа година и дека тоа дава простор да се испреговара на рајат, што би се рекло, да се стигне до решение, барем до јули. Значи, ако има избори, евентуално на есен, после јасна ситуација што ќе се случува со спорот со името, и тоа можеби ќе биде појасно што до крајот на март или некаде до крајот на април, кога ќе го имаме извештај од Европската унија, и тек тогаш да се размислува и во владачката коалиција за нови избори. Второ е дека ефектот на Тереза Меј од Брексит, нели, која таа сметаше дека и анкетите покажува дека ќе добие такво мнозинство, да полагодно ги води преговорите, таа за малце не се сруши ни незината влада. Така да во ваква ситуација, ако се оди сега на избори, дури пред решавање на името, ВМРО-ДПМН и како може да го искористи во своја полза и можеби резултатите ќе бидат полоши за СДСМ од парламентарните избори. Од локалните, мислам? Од локалните сигурно, ама можеби од парламентарните пред во 2016. Дуи веројатно се надева дека секако ќе подобри резултатот од тоа што го имаше 10 пратеници историскиот минимум, но со нерешен прашање за закон за јазиците, прашање дали тие ќе добијат поголема поддршка во албанскиот блок или другите партии ќе го искористат против нив, дека те не успеале да го убедат Заев за тие 9 месеци да го донесе законот. Но ја генерално не очекувам без оглед на турбуленциите да се оди на предвремени избори.